Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид ќе обезбеди доволен број на спасители, но концесионерите не ги ангажираат. Охрид во сабота ќе биде домакин на второто издание на Јадранската текбол лига. Започна четвртиот меѓународен кошаркарски турнир Охрид 2025 во организација на клубот Колибри. Заборавениот звук на Садило, концерт во спомен на охридскиот чалгаџија. Расте бројот на жртви од масакрот во средното училиште во Грац, Австрија. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност и максимални 27 степени Целзиусови. Во попладневните часови услови за развој на нестабилност и локални врнежи од дожд и грамотевици. Во среда на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево и топло време со локална облачност. Во североисточните и источните предели нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Локално со поројни врнежи, а врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме се очекуваат и во крајните југозападни предели. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 36 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во поблатневните часови постојат услови за развој на нестабилност, која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме. Утринските температури од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 26 до 36 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови постојат услови за нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 15, односно 13 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 30, односно до 29 степени. Во сабота ќе продолжи сончевото и топло време. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Иако водата во Охридското езеро се уште не е доволно топла, високите температури на воздухот деновива ја стартуваа сезоната на капење. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид ги финализира подготовките за обезбедување на капалиштата со спасители. Сите заинтересирани имаат рок да се пријават до 19 јуни, а потоа стартува обуката. Од Црвениот крст велат дека ќе има доволно спасители за да се задоволат потребите на сите плажи кои се издаваат. Сепак останува проблемот што голем број од оние кои стопанисуваат со плажи немаат интерес за нивно ангажирање. Во тек е регрутација на нови кандидати за спасители на вода од страна на Црвен крст Охрид во рамки на подготовките за престојната летна сезона. Сите заинтересирани кандидати кои треба да се постари од 17 години, да знаат да пливаат и да имаат психофизички предиспозиции за спорт, имаат време до 19 јуни да се пријават. Ова е единствена можност да се обучат и да се стекнат со легитимација за спасител на отворени води, признаена секаде во светот. Да се биде спасител на вода е благородна и хумана професија, вели Арсени Ѓоршевски од Центарот за безбедност на вода при Црвен крст. Чувството да се биде спасител на вода и да се спаси човечки живот е неопишливо. Би сакал да пратам апел до сите мои врстници, сите кои имаат наполнати 17 години, да се вклучат во семејството на спасители кој гарантира безбедност на сите капачи на Охридското крајбрежје. За разлика од минатите 4 години кога интересот за обука на спасители на вода беше минимален, годинава само до овој период се пријавени над 20 млади лица кои ќе ја минат обуката според стандарди на Меѓународната федерација за безбедност на вода. Во Центарот за безбедност на вода во последните 15 години обучени се над 700 спасители, а активни се само 15. Од Црвен крст велат дека заедно со ново обучените бројката на спасители ќе биде доволна за да се задоволат потребите на сите плажи кои се издаваат. Сепак, останува проблемот што голем број од оние кои стопанисуваат со плажи немаат интерес за нивно ангажирање. На Охридското крајбрежје имаме околу 36 до 39 капалишта кои што се уредени и кои што се користат од страна на посетители капачи, а на струшката страна имаме негде околу 17 капалишта. Минатата година на Охридското крајбрежје имавме 12 капалишта кои што има воспоставено сите услови за безбедно капење, спорт и рекреација, а на струшкиот брег имавме само едно
капалиште за жал. Обврската да се има безбедно капалиште не е само морална обврска на концесионерите, туку тоа е и законска обврска која што е срочена во соодветна законска регулатива спроведена од страна на Министерството за транспорт и врски и која се надевам дека ќе ја почитуваат сите концесионери. Обуката што ја водат национални инструктори за безбедност на вода содржи теоретски и практичен дел, а ќе се реализира од 21 до 28 јуни. На сите кои успешно ќе ја завршат обуката и се стекнат со звање спасител на вода, Општинската организација на Црвен крст Охрид ќе им обезбеди и понуди платен ангажман како спасител на соодветни капалишта во летната сезона. Колку значат спасителите на вода за безбедноста на плажите, говори податокот што минатото лето само на 12 плажи имале 18 интервенции на извлекување на давеници и преку 1000 интервенции на укажување на прва помош. Охрид домаќин на второто издание на Јадранската текбол лига во сабота 14 јуни. Технички организатор на овој значаен настан е градскиот фудбалски клуб Охрид Лихнидос во соработка со општина Охрид. Се е подготвено за второто издание на Адриатик текбол лига. Најдобрите текбол играчи во светот ќе започнат борба за Јадранската круна токму од Охрид, кој во сабота 14 јуни ќе биде домаќин на првиот турнир од новата сезона на Јадранската текбол лига. На првиот од 5 Адриатик текбол турнири планирани за оваа сезона ќе се игра во две категории – машки сингл и машки дабл, со предвиден награден фонд од 3000 евра. Надпреварувањето ќе се одржи во две фази. Првата фаза е планирана во спортската сала на Основното училиште Григор Прличев, а втората ќе се одржи на градскиот кеј Македонија. Завршницата на турнирот, полуфиналињата и финалињата во двете категории започнуваат во 18 часот. Покрај учесниците од земјите во регионот Македонија, Црнагора, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Грција и Албанија, годинава ќе учествуваат и текери од целиот свет, информираат организаторите. Технички организатор на овој значаен настан е градскиот фудбалски клуб Охрид Лихнидос во соработка со општина Охрид. Ме радува што овој настан полека но сигурно прераснува во убава спортска традиција. Исто така и овој спорт станува се попопуларен и привлечен за младите генерации. Сакам да изразам голема благодарност до организаторите што повторно го избраа Охрид за одржување на Јадранската лига. Со тоа, Охрид ќе има можност да им понуди уште една атракција и на гостите и на своите граѓани. Се надевам дека и годинава ќе го оправдаме епитетот на добри домаќини, изјави градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. За сите што нема да имаат можност да бидат присутни на градскиот кеј Македонија во сабота, организаторот обезбеди и пренос во живо. Околу 300 деца од земјава и регионов деновиве во Охрид учествуваат на меѓународниот кошаркарски турнир Охрид 2025 во организација на кошаркарскиот клуб Колибри. Турнирот се одржува 4-та година поред, но веќе интересот за учество на него е огромен и тој станува препознатлив во регионот. Позитивната енергија и дружењето кои ќе владеат на надпреварите до 13 јуни покажува колку спортот е важен од најмала возраст за здраво детство и социјализација. Денеска започнаа надпреварите на меѓународниот турнир во кошарка Охрид 2025 во организација на кошаркарскиот клуб Колибри од Охрид. Во спортската сала Билјанини извори силите ќе ги одмерат девојчиња и момчиња од 4 надпреварувачки генерации во 12 екипи од 4 земји. Имаме екипи од 4 земји, од Македонија, Република Србија, Албанија и Црна Гора. Имаме преку 270 деца оваа година, до генерации до 10 години, до 12, до 14, до 16 години. Надпревари имаме секој ден, отворена е салата од 9 часот сабајле до 9 часот навечер. Ги покануваме сите љубители на кошарката и општо на спортот, кој сака слободно може да повели. Турнирот на едно место собира деца од различни средини и култури. Нивните среќни лица и позитивната енергија покажуваат колку спортот е важен од најмала возраст за здраво детство и социјализација. Ова нам е друга година да долазиме на турнир. Ова ни е втора година како учествуваме на турнирот во Охрид на покана од клубот Колибри и нашата организаторка Весна, која секогаш убаво не дочекува.
Јас се надевам дека ова ќе прерасне во убава традиција, децата многу убаво се дружат, се поврзуваат екипите, она што политичарите не можат да го спојат, ние го спојуваме преку спортот. Екипи од Србија, Албанија, Македонија и впечатоците се уште свежи и навистина убави од минатата година. Се надевам дека годинава ќе биде уште поубаво. Вакви турнири се значајни за децава, за да видиме и ние до кај сме и тие да видат и од други држави. Бидејќи ние знаеме нашиот капацитет на играчи, кој ние ги знаеме македонските играчи. Сакаме да видиме и од надвор, тука има екипи од Косово, од Албанија, од Србија, од Црна Гора. Децата најбитно е што се дружат, најбитно е што се сплотени, што се социјализираат, живи и здрави да не се повредат, да заврши само турнирот. Турнирот се одржува 4-та година поред, а кошаркарскиот клуб Колибри оваа година бележи 22 години постоење. Турнирот расте од година во година и станува препознатлив во земјава и регионот. Интересот од клубовите е огромен за учество и расте бројот на учесници, вели Весна Балазовска-Милошевиќ. Додава дека со тоа и организацијата станува поголем предизвик. Таа упатува благодарност за помошта до локалната самоуправа, пријателите и поддржувачите. Нашите можности и капацитети, првенствено спортскиот дел, спортската сала и сместувачките капацитети околу спортската сала се ограничени, затоа и овај број е толка. Интересот за овај наш турнир оваа година беше огромен. Многу екипи кои сакаат да присуствуваат од нашата земја, моравме да ги одбиеме затоа што едноставно немавме првенствени услови. Како организација многу е захтевно да се организира еден ваков турнир, затоа што треба организација, затоа што надпреварите се во 4 годишта, то се различни генерации, за секоја генерација треба да се створат посебни услови. Голема благодарност морам да изјавам во тој дел до градоначалникот Кирил Пецаков, затоа што и оваа година, како и претходните, ни даде несебична поддршка и финансиска и морална. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков вечерва свечено ќе го прогласи за отворен турнирот, а ќе присуствува и почесниот конзул на Република Србија во Македонија Михајло Филев. Турнирот трае до 13 јуни, кога ќе се одиграат финалните надпревари и ќе бидат доделени пехари и медали на најуспешните клубови. Поради градежни активности за асфалтирање, утре 11 јуни, согласно времениот режим, ќе биде затворена за сообраќај улицата Даме Груев, на потегот од пресекот со улица Македонски просветители до пресекот со булевар Туристичка. Се известуваат жителите кои што живеат во овој дел од градот и сите учесници во сообраќајот да не ја користат оваа улица, посочуваат од општина Охрид. Заборавениот звук на Садило, концерт во спомен на охридскиот чалгаџија Климе Садило во четврток 12 јуни со почеток во 20 часот во предворието на Катедралната црква Света Софија. Оваа година посетителите ќе можат да уживаат во настапите на културно-уметничкото друштво Далги, при Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца, Охридскиот камерен оркестар и драмата Виолина што одекнува низ вековите од магистар Михаел Патчев во изведба на ученици од Охридската гимназија Свети Климент Охридски. Настанот е поддржан од општина Охрид, а е во организација на Сдруженијето за култура и уметност Арт Вивенди од Охрид. Влезот е слободен. Млада охриѓанка пронајдена мртва во казино во Скопје. Синоќа во 19 часот и 42 минути во СВР Скопје било пријавено дека во казино во хотел на подрачјето на центар во Скопје била пронајдена почината 24 годишната Г.Ј. од Охрид, вработена во казиното. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатата било дадено на обдукција, информираат од Министерството за внатрешни работи. Едукативно-превентивна кампања Стави појас. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, заедно со полициски службеници од СВР Охрид, во едукативно-превентивна активност како дел од кампањата Стави појас. Кампањата е наменета за едукација и подигнување на сообраќајната култура и безбедност. На учесниците во сообраќајот во Охрид им беа поделени едукативни материјали со укажување за важноста од почитување на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајната свест и безбедност зависи од секој од нас. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.